Годинава што измина, фудбалските работници во Штип едногласно ја прогласија за успешна. Најдобри резултати забележаа најмладите, токму оние кои треба да го обелат образот на штипскиот и македонскиот фудбал. Значи, нашата школа ова година како новаци влеговме во на втора лига на Република Македонија, каде што атакуваме на високите места и сме на добар пат за да влеземе во Суперлигата. Значи, во таа лига играме со 4 генерации, тие помлади пионери, кадети и младинци. И општо и другите деца во нашата школа се опфанати, каде што играме во детската лига во Централниот регион под организација на Фудбалската федерација на Македонија. Па да ви кажам, знаете, Младинска пионерска школа, младинци, кадети, пионери и млади пионери, моментално сме на прво место. Надеваме се дека, дека ова година пак ќе се вратиме во првата лига. Она што е радосна вест за сите е тоа што интересот за фудбалот кај помладите е се поголем. Имаме запишани деца и од Берово, од Делчево, има од Пробиштип, од Кочани има запишано деца на ова фудбалска паралелка, значи во двете години, во прва и во втора. И очекуваме дека после некое време ќе од нашата академија ќе излезе некој квалитетен фудбалски кадар кој ќе го гледаме и во репрезентативно ниво. И на некој начин фудбалските паралелки низ Македонија треба да бидат основа за сите оние репрезентации U17, U16, 15, 14 и се надеваме дека со планот и програмата кој што ние како тренери ја спроведуваме овде, дека до тоа и ќе дојде. Највозрастните и оваа година потврлија со резултатите. Наместо Штип да се радува за подобро место на врвот на табелата во првата лига, штипјани се молат за опстанок во лигата. Ситуацијата не е таква кај најмладите, а затоа најзаслужни се подобрените услови за работа. Јас сум 17 години во Младинска пионерската школа на Брегалница и моментално досега вакви услови никогаш не сме имали. Ако имаше во пред 15 или 20 години, мислам дека до ден денеска ќе излезе и некои репрезентативци на Република Македонија од фудбалскиот клуб Брегалница. Имавме добри услови на теренот во Баби, инфраструктурата, мислам, доста се вложи во градот Штип, стадионите се добри, нема проблем, соработуваме исто и со другите клубови и со нашите колеги тренери. Во животот важи правилото дека помладите учат од постарите, но во овој случај постарите треба да учат од помладите.